и дозволил на Украина да ја гаѓа Русија со американско оружје со долг дострел. Дали тоа значи ескалација на војната? Во продолжение зборуваме за меѓународните случувања со Андоновиќ. Добро утро, убава работна седмица. Добро утро до тебе и до нашите гледачи. Убава работна седмица. Во секој случај ќе биде интересна, бидејќи се ескалираше состојбава со Украина. Све почна со еден обичен разговор на телефон помеѓу германскиот канцелар Шолц и Владимир Путин, кој беше во јавноста прикажан како голем помак во диалогот меѓу Западот и Русија за приближување до крајот на украинската војна. Меѓутоа, Џо Бајден, она што го зборувавме изминатата недела, е претседател до 20 јануари дека може нешто да направи, некаква одлука дека не биде администрацијата на Трамп, за да остане запаметен во историјата. Јас тоа го зборував прошлата недела. Едно од тоа влегување во историјата веројатно би му било напад на Иран или Северна Кореја, нешто што не е исклучено уште да се случи, но се искомплицираа работите откако Бајден му дозволи на Киев и на Украина и на Зеленски, на сите оние луѓе кои се таму, да може да го користат американското оружје кое го поседуваат како донација изминатите 2 години, да стрелаат длабоко во руска територија. Тоа се далекометни ракети и да не навлегуваме Storm Shadows, Атакмас или како веќе се нарекуваат. Јас се обидувам да не ги кажам типовите, бидејќи не сум ни стручен да кажам што е, но да го симплифицираме, тоа користење на тоа оружје и тие ракети со долг дострел, тие ќе може да гаѓаат длабоко во руска територија. Што тоа значи? Ако до сега Русија беше имуна од оние дронови и с некои ракети кои успеваат да дојдат до Москва, но секако не беа толку софистицирани, и Русија го имаше комодитетот на копнениот дел да војува како што војува, со голем број на жртви, но успешно. Сега Украина се врти работава. Сега Украина може и како да направи големи штети на Русија, а кога ќе почне да ти ги гаѓаат градовите, почне да се менува и јавното мнение. Ќе почнат луѓето русите да се запрашуваат нели што се случува. До сега можеби тоа им беше далеко, но се поблиску и поблиску е војната. Сега што е искомплицираноста у целата оваа работа? Јас затоа реков малце во шега, како Шолц и Путин разговараат, така уште полошо отиде работа во светов. Путин се закани дека поради оваа одлука на САД, а ќе имаат и Франција и Британија многу брзо, значи дека тој може да употреби нуклеарно оружје. Сега ако дојде до тоа значи Трета светска војна и тоа нуклеарна. Значи светот е многу блиску до таа опасност која имаме сега, и ми се чини никогаш по Втората светска војна не сме биле поблиску до сеопфатна војна со разорни последици ако се стави во контрола, нели се стави во употреба нуклеарното оружје, бидејќи Путин јасно им кажа на западњаците дека ова значи дека тие имаат право да, ако се почувствуваат загрозени, да употребат нуклеарното оружје. Сега, овие ракети се за тоа, да се почувствуваат загрозени. Така да, аналогно на овој разговор што го зборуваме, произлегува дека светот е многу блиску до нуклеарна војна. Се надевам и мислам дека сепак нешто ќе се тргне на страна, особено дека нема да дојде до тоа, бидејќи овој потег на Западот има за цел да ја подобри преговарачката позиција на Украина, која ќе седнат, која ќе дојде Трамп, бидејќи Трамп рече дека ќе седне на преговарачка маса двете страни. И веројатно е ова да се подобри преговарачката позиција на Украина, бидејќи таа во моментов губи на теренот војна и ќе има лоша преговарачка позиција. Оттаму и оваа борба во Курскиот регион, тој е руски дел, дали тоа е Русија, која е освоено од Украина и која грчевито го држи тој дел, бидејќи утре ќе биде голем шамар за Русија, кој ќе седнат на преговарачка маса, дека дел од руска територија е земен од страна на украинците. Така да, веќе почна надписите, ако да те подсетам, Трамп го нарекуваше Џозеф Бајден, председателот, заспаниот или спориот Џо. Сега почнаа во медиумите да го нарекуваат крвавиот Џо. Зошто? Бидејќи оваа негова постапка и одлука дефинитивно ескалира состојбата во светот. Дали е ова политички маневар со цел да се подобри позицијата на Украина на преговори или е тотална војна, ќе видиме. Кремљ од утринава веќе излезе со некои планови што би му била цел.
бидејќи Британија и Франција планираат истото да му го дозволат на Зеленски и на Украина, значи нивното оружје да го користат за напади на руски цели, се споменува дека би можело предупредувачки наредниве денови да биде истрелана некаков проектил, ракета, нуклеарна, ненуклеарна, не знам, не се разбирам, во близина на британското и француско крајбреже, каде што се стационирани тие нивни морнарички бродови на воената морнарица, од каде што тие ракети може да гаѓаат на руска територија. Ако дојде до тоа, се извинувам, тоа ќе биде сериозна ескалација на состојбите. Сега за сега одат само закани и навестувања што ќе биде и се разбира црни сценарија, се разработуваат за тоа што може се во ова да значи и кој прв ќе направи потек да дојде до некоја поголем вооружен судер, морам така да го наречам, да бидам воздржан, бидејќи да кажам нуклеарна војна многу страшно ќе звучи. Ќе видиме дали Москва дефинитивно ќе се согласи на некакви отстапки за да седнат на преговарачка маса, или можеби па украинците ќе ја злоупотребат оваа ситуација, па ќе гаѓаат каде што не треба, бидејќи мораме да видиме и колку и Путин и Кремљ ќе мора да се преиспитат. Зеленски по ова одобрување од Бајден вели дека ќе биде предпазлив. Таква беше неговата изјава. Он рече ќе биде предпазлив, но знаеш како, он даде изјава и дека од сега па натаму проектилите ќе зборуваат. Тоа се изјави кои не знаеме дали се точни тие изјави, бидејќи медиуми и се што се пишуваат. Од една вест направиат 200 вести кои се бомбастични. Трета светска војна. Имаш таков наслов. Нуклеарна војна. Јас мислам дека, иако е блиско, дека ќе превладае разумот, но исто така мислам дека сега е многу важно што Путин и Кремљ во Москва ќе одлучат докаде Русија планира да војува во Украина. Бидејќи, мораме да подсетиме, иако не е актуелна весно се случуваше, Русија сериозни има проблеми со Молдавија, со Грузија и со Абхазија. Делот каде што е нивен, а каде што има сега протести поради навидум бенигна работа. Режија може и картата да ја поставиме некако во Грузија се случува, во Абхазија, значи во тој дел од Грузија каде што е под Москва, се случуваат големи протести поради дозволата да руски државјани да купуваат станови. Само малце изгледа навидум бенигна вест во однос на ова дека ќе има трета светска војна, меѓутоа тоа е полека дестабилизирање на руското влијание во сфера, значи буквално Западот провоцира во делови на руска сфера на влијание, нешто што може Кремљ да го дополнително да го, ајде да кажем, изнервира, да повлече некој потек. Јас мислам, за крај на оваа анализа, мислам дека сега ќе биде игра на нерви, затоа кој прв ќе почне и кој прв ќе направи погрешен потек. И тоа ќе се тегне се до 20 јануари, додека не седне Трамп во Белата куќа. Сега и тоа седнување на Трамп во Белата куќа не е гаранција дека некои процеси можеби до 20 јануари ќе се случат, за и тој да го смени своето мислење и да има аргумент дека види, очигледно Русија не сака мир. Хипотетички зборувам. Може би и на Трамп му права таква ситуација, да утре тој не може да отстапи од оваа досегашна политика на демократите. Тоа е прво. Второ, Иран и Северна Кореја, особено Иран се проблем. Иран е проблем бидејќи во плановите на Соединетите Американски држави, и јас и ти да доеме како председатели, ќе мораме да ја спроведиме тој план, а тоа е нападот на Иран. Сега проблемот со Иран и со Северна Кореја е договорите кои се постигнати помеѓу Москва и Техеран и Пјонгјанг, нели, одвоена. Нападот врз Иран е напад врз Русија. Значи сега нема да го имаат Соединетите Американски држави комодитетот како што го нападна Ирак, СР Југославија тогаш, на Авганистан, да не ги набројувам, а овие нема да гледаат на страна. Туку Русија ќе биде обврзана кога нападнеш Иран, како да се нападнал неа. Сега, затоа велам, Кремљ ќе мора да одлучи докаде ќе оди со оваа цела војна, бидејќи веќе е нападнат од неколку страни. Дали ќе може да ја износи оваа војна и кои ќе бидат последиците конечно, бидејќи ако се обистини заканата на Путин, а јас верувам дека може да се обистини, зашто да не, да почне со нуклеарно оружје да го брани суверенитетот на Русија,
Тие имат најмногу боеви глави, тоа не е спорно, но имат боеви глави и овие другиве. Тоа ќе дојде до целосен хаос во светот. Да се надеваме дека сепак ова е само политички маневр на американската администрација во заменување за да се подобри преговарачката позиција на Зеленски, која е катастрофална. Ја изгуби војната, што и можеби беше очекувано, не успеа да ги оствари целите, победи Трамп кој ветува дека овој дел може да го заборави Киев, бидејќи е освоен, и сега за да го врати тоа, со оваа одлука на Бајден, он ќе може да го врати, можеби да направи големи штети внатре во руска територија, која па може да изиритира други удари. Бидејќи, повторно ќе кажам, Кремљот утринава разгледува, чекај, ако вие помагате на Украина, ние нема да го гаѓаме Киев, ќе го гаѓаме Лондон. Хипотетички зборувам, ама тоа беше најавата од Сабајле. Па и Париз. И тоа е веќе страв. А кога има страв, луѓето, нели, кога се у страв, се не аргументирани и буквално може од грешка во грешка да се влезе. Живееме у време кога проектилот ако утне малку може да падне кај што не треба. Така да ова е опасен потег на американската администрација во заменување, опасен потег, а можеби и се стравуваат од рускиве планови кои ги слушавме, до ваму кида, до таму кида, ова кида, и веројатно мораат да го запрат. Не знам, зато велам. Очекувавме дека Бајден ќе направи нешто, и го зборувавме тоа. Да, го зборувавме. Уште првиот ден го зборувавме. Ова го направи, он ја одобри таа 6 милиарди помош у петокот, за тоа зборувавме, но искрено морам да признам дека не очекував дека толку ќе ја убрза состојбава, бидејќи само прави проблем, повторно кажеме, на Трамп. Илон Маск нели го реагираше нели оне сега во американската администрација идна која ќе дојде, тој рече дека либералите и демократите планираат крвави војни ово, но прашање е дали ако дојде до тоа, ќе можат тие кои ќе седнат на 20 јануари нешто да спречат, бидејќи овие големи држави сериозни имаат стратегија која има континуитет. Не можеш ти да ја смениш од мене почнува се. Така, да. Втора работа, самите генерали во Пентагон се сега изиритирани од новиот секретар на одбрана, наш колега, нели, водител во Fox News, кој можеби нема да има некој голем авторитет за да се обиде, бидејќи знаеш како, секаде има јастреби меѓу генералите. Има јастреби и во Киев, во украинската армија, и во американската армија, и во руската армија. Лоше кога јастребите се во исто време на власт, тогаш има војна. Благодарам, Андонович. Беше задоволство и ова утро да се разговара за последните актуелни случувања во светот. За жал, постојано зборуваме за лоши работи во однос на светските случувања, но време е да позборуваме и за нешто убаво. Секогаш по овие утрински анализи следува нашата редовна рубрика Каде во слободно време, каде што се релаксираме и дознаваме што можеме да правиме од културно-забавните содржини кои што ни ги нуди нашата земја. Културната сцена следува на потек, на слободен печат и ја слушаме Ана, која што ќе да извести што можеме да правиме во слободно време.